Сабота 11 часот е редовниот термин на Откриени тајни, каде што јас секоја сабота ви посакувам добар ден и добре дојдовте во Откриени тајни. И денеска заедно со доктор Жарко Костич, мотивационен говорник, имаме навистина интересна тема која што ја подготвивме за вас, нашите редовни, но и новите гледачи на Откриени тајни и секако сите оние кои што сакаат да го подобрат квалитетот на сопствениот живот, гледајќи ја оваа емисија и барајќи ги одговорите на прашањата кои што и самите тие често ги поставуваат. А денес ќе зборуваме на една доста интересна и значајна тема. Поврзана е со слободата, односно како да сме навистина слободни и како да ја зголемиме нашата способност. Верувам дека низ разговорот ќе дознаете многу интересни одговори на прашањата и секако дека ќе успеете да се чувствувате слободно. Затоа не го менувајте каналот, останете на 24. Тука го започнуваме разговорот на денешната тема и како што и најавив и како што веќе сите добро знаете, со нас е доктор Жарко Костич, мотивационен говорник со кого разговараме на оваа денешна тема. Жарко, добар ден и добре дојдовте во оваа Откриени тајни. Добар ден, Сања, добар ден до нашите стари и нови гледачи. Зборуваме на доста интересна и значајна тема секако за гледачите кои што редовно не следат и верувам дека веќе се заинтересирани што ќе следува во продолжение на разговорот. Кажете ми, Жарко, колку слободата и способноста се поврзани со тоа човекот да биде причина? Во оваа емисија ќе разговараме за како навистина се чувствуваме слободни, за аспект на тоа и способни, како да ја зголемиме способноста, но аспект на тоа како навистина да го постигнеме пак тоа што го сакаме во животот и повторно ќе зборуваме на теми кои што се поврзани со оние теми кои што веќе ги обработивме во претходните емисии. Ќе зборуваме за слободата како дел или како фактор или како нешто кое што ни помага за да го постигнеме тоа што го сакаме во животот. Прашањето е многу соодветно, а тоа е како тоа да си причина е поврзано со слободата и со способноста, поради тоа што кога разговараме за слобода, ние фактички збориме за нашата слобода, за тоа што ние го чувствуваме како нас. Нашето чувство дека можеме да креираме, нашето чувство дека можеме да твориме, фактички тоа е слободата. Дал можеме да креираме нешто кое што го сакаме, дал можеме да направиме нешто кое што сакаме, дал можеме да постигнеме целта која што сакаме да ја постигнеме. Колку се навратиме на некои од претходните теми кои што ги обработувавме во нашата емисија, тоа беше да си причина или да си ефект. Го дефиниравме причина како нешто кое што извира од нас, некоја креативна енергија, креативна способност, нешто кое што ни дава можност да искреираме нешто, да создадеме нешто, да испроducираме нешто. Фактички вистинската слобода повторно ние ја добиваме како резултат на нешто што сме го створиле, кое што сме го направиле, нешто кое што е резултат на нашите акции, на нашите дела. И тоа ни дава да се чувствуваме многу убаво, да се чувствуваме весело, да се чувствуваме позитивно и тоа е тоа чувство кое што го имаме фактички на слобода. Секогаш кога можеме да направиме нешто, секогаш кога имаме шанса, способност, користиме работи околу нас за да создадеме нешто, тоа е фактички слободата која што имаме за да твориме. Секогаш кога се чувствуваме ефект, кога не можеме нештото да го постигнеме за кое што сме тука, нештото кое што сакаме да го искреираме, нештото кое што сакаме да го створиме, велиме дека немаме слобода, ама кога зборуваме дека немаме слобода, секако дека тука се поврзани многу други теми кои што во оваа емисија ќе ги искомбинираме. Тоа значи знаење, тоа значи волност, тоа значи способност нешто да го направиме, тоа значи дали имаме позитивни или негативни мисли, тоа значи дали сме одговорни или не, тоа значи дал едноставно се грижиме за околината или мислиме само на нас. Видите, сите овие фактори се дел од тоа дали ние се чувствуваме слободно, дали имаме способност, дали сме слободни или не. Така да сето тоа ќе биде начнато во оваа наша денешна емисија. Можеме ли да кажеме, Жарко, дека слободата е најбитното нешто во животот на човекот? Секако дека слободата е нешто најважно за човекот, баш поради тоа што таа е поврзана со способноста, со креативноста, со едноставно желбата да се продуцира нешто. Но исто така слободата е многу битна за нешто друго, а тоа е фактот дека животот е игра. Значи, настрана тоа дека мислам дека слободата е една од најбитните работи кои што човекот треба да ги има и ги има, како такво, но ќе видиме пак во, да речем, во текот на емисијата зашто некојаш дозволуваме сами да изгубиме таа наша
слобода можам да кажам само дека ако го разгледаме малку подлабоко животот и ако навлеземе повторно во карактеристиките и деловите на животот, ќе видиме дека слободата пак е битна за нешто сосема друго, кое што на секој човек можеби му е побитно. Видите, ако сватиме или ако го разгледаме повторно животот како игра, ќе видиме дека секоја игра се состои од цел, имаме препреки како да дојдеме до целта, имаме слободи да ги надминеме тие препреки. И ако видиме дека, ајде да разгледаме повторно играта фудбал или кошарка или што и да е, животот ги има истите тие карактеристики како што ги има секоја фактички игра. Ќе видиме дека имаме цел во фудбал да дадеме гол, значи имаме нешто што сакаме да го искрираме, нешто што сакаме да го причиниме, ако го поврзиме со претходното прашање. Имаме опоненти или препреки кои што ни се јавуваат во животот, имаме слобода како да ги надминеме тие препреки. Во фудбал слободата е да трчаме, да подаваме топката, но имаме препреки од типот на дека не можеме да играме со раки, имаме противнички играч. Но гледате, имаме и многу слобода. И гледате, слободата е битна за да има игра. И секој човек сака фактички игра. И сака да има игра. И ако видиме дека во секоја игра мора да има баланс на слобода и на препреки. Гледате, ако имате само слобода, човекот нема игра. Замислите ако дал сакате да играте фудбал или некоја игра со некој кој што не ви е опонент соодветен. Ајде така да кажам. Така можеби или сакате да се тркате со некој кој што е многу побрз од вас. Гледате, имате премногу препреки и тогаш не е играта игра, но и кога имате премногу слободи и тогаш играта не е игра. Гледате, за да имаме игра, за да имаме забава во животот, мораме да имаме баланс на препреки, но исто така и на слобода. Сето она кое што ни прави да имаме премногу препреки, прави да немаме игра, и сето она кое што ни прави да имаме само слобода, исто така ја поништува целта фактички на играта. Така да можем да кажам дека во животот сме имале ситуации каде што сме имале само слобода. Ајде како и да ја дефинираме таа слобода, иако не мислам дека ова што ќе го кажам сега е баш слобода, но имаме целото слободно време на цел свет што го сакаме. Сме отишле на одмор, имаме слобода. Гледате, сме имале многу препреки можеби тој период. И одеднаш ни требаат 4 дена ништо да не правиме. Едноставно уживаме во тие 3-4 дена. Гледате, имаме баланс на обврските кои што сме ги имали на слободата и тогаш е убаво, не? Но што се случува 6-тиот, 7-тиот, 8-тиот ден кога едноставно не уживаме веќе во одморот. Видите, почнуваат да ни фалат обврските, почнуваат да ни фалат препреките, почнуваат да ни фалат проблемите. Гледате, и фактот дека човекот сака игра е и доказ ако имате некој човек кој што има некој проблем. Гледате, тој го сака тој проблем. Не ја сака слободата да нема проблем. Поради тоа што ако нема проблем, нема да му интересно. И ова го спомнавме во една од нашите емисии, имате некој пријател кој што има огромен проблем кој што никако не може да го реши и вие ќе му го решите тој проблем и ќе ви се налути, поради тоа што не сака да има само слобода. Човекот, гледате, човекот мора да има баланс. Но кога ќе кажам не сака да има слобода, гледате, сето тоа треба да е под негова контрола. Тој треба да искрира некаква цел. Затоа е ова битно, сите овие претходни емисии кои што ги нагласуваме важноста на целите. Гледате, затоа што слободата е тука за да постигнеме нешто во животот. Зашто имаме таа слобода? Зашто сме слободни? Зашто сакаме да бидеме слободни? Зашто ни треба таа слобода? Гледате, ако некоја цел немаме, тогаш и самата слобода на некој начин е беспредмет. Треба да имаме слобода, треба да имаме препреки кои што се јавуваат на патот на целта која што ние сме ја поставили. Поради тоа што воколку немаме цел која што ние сме ја поставили. Гледате, имаме едноставно постојано слобода. Имате некој човек кој што не сака ништо да прави во животот. Гледате колку околината не гледа со почит кон него. Зашто? Поради тоа што не е продуктивен. Поради тоа што не завршува нешто. Поради тоа што не реализира нешто. Поради тоа што не креира нешто. И затоа ни е битна слободата. Слободата ни е битна за да искрираме нешто позитивно за човештвото. Нешто позитивно за фамилијата. Нешто позитивно за колективот. И заради тоа е битно да сме слободни. Но гледайте, има нешто кое што исто толку битно како што е слободата. А тоа се целите, тоа е нашата посветеност, исто толку се битни и препреките. Видите, кога човекот едноставно не сака да се соочи со препреки, едноставно сака да ги одбегнува постојано препреките, сака да одбегнува работата, не може да ги соочи проблемите во животот. Само по себе е заробен од тоа, од кое што не ќе се соочи, поради тоа што подсвесно тоа му е секогаш околу него и навистина нема слобода на умот, нема слобода на духот. Не е слободен, поради тоа што секогаш кога бегаме од нешто, секогаш кога не сакаме се соочиме со работите кои што мораме
да ги соочиме поради тоа што сме дел од некоја игра и сме презели одговорност да сме дел од некоја игра. Видите, не можеме после тоа едноставно да бегаме од се и се што. Слободата вистински зависи од тоа да ги соочиме тие препреки, да ги надминеме тие препреки, да стекнеме знаење како да ги надминеме тие препреки. Видите, имаме слобода да учиме, имаме слобода да стекнеме знаење. Да се навратиме на емисијата со генијалците, имаме слобода да прашуваме. Видите, сето тоа е слобода. Имаме слобода да креираме. И затоа е битна слободата, но она што е најбитно, мислам, за секој човек е да биде дел од некоја игра. Поради тоа што воколку не е дел од некоја игра, воколку не стави нешто кое што ќе го постигне за себе како човек, воколку не креира нешто, тоа што мислам дека и самиот живот е безцелен на некој начин. И повторно се вратиме на цитатот на Ајнштајн, или да го парафразирам, затоа што не знам баш дали ќе го цитирам дословно, е дека за еден човек да живее среќен живот или да има исполнет живот, мора да го поврзе со некоја цел, а не со луѓе или со предмети. А колку жарко можеме да кажеме дека стравовите со кои што се соочуваме и кои што се дел од нашиот живот се виновни за да не се чувствуваме слободно? Се она од кое што бегаме, се она кое што не сакаме да го соочиме на некој начин, подсвесно доаѓа кај нас. Гледате, кога имаме страф, имаме постојано некаква мисла, нешто од кое што бегаме, нешто од кое што не сакаме да се соочиме. И се со кое што не сакаме да се соочиме, повторно ќе кажем, не прогонува, не заробува, во нашиот ум и обсесивно мислиме на тоа. Во нашата емисија секако дека не збориме за слобода, човекот да е слободен да се движи, иако тоа е секако дел од слободата, човекот да има простор, да има способност. Но гледайте, повторно разговараме за нешто кое што е многу битно во нашата емисија, тоа е способноста. Способноста е поврзана со знаењето, знаењето е поврзано со учењето, со љубопитноста, со прашувањето и така натаму. Ако се запознаеме со нашите препреки, ако се запознаеме со нашите опоненти, ако стекнеме знаење за сето она кое што треба да го соочиме, само по себе го намалуваме тој страв, а се кое што ќе победиме, што ќе надминеме како препрека, не прави да се чувствуваме слободни, затоа што не прави горди на нас. Поради тоа и даваме акцент во оваа емисија на нешто што мораме да го продуцираме. Продуктивноста не прави да се чувствуваме високо со моралот. Продуктивноста е таа која што не прави да се чувствуваме слободни. Продуктивноста е таа која што не прави да се чувствуваме способни. И заради тоа е многу битно да го дадеме акцентот на учењето, на знаењето, на преземањето на одговорност и така натаму. Споменавте сега неприфаќањето на обврските. Колку всушност луѓето умеат погрешно да ја толкуваат слободата, бегајќи и не прифаќајќи ги обврските кои што ги имаат? Имате многу често, ајде да земеме пример можеби со помлади деца или некојаш во колективот или едноставно со луѓе кои што се впуштени во некои обврски кои што самите ги преземале како активност да ги прават во животот и потоа едноставно сакаат да избегаат од нешто, не преземајќи одговорност за тоа. И на некој начин почнуваат обсесивно да бараат излез од одговорностите за кои што можеби се нафатиле и кои што не ги завршиле како такви. Видите, колку повеќе бегаме од нешто кое што треба да го завршиме како одговорност. Ајде да земеме пример, имаме, не знам, долгови кои што треба да ги вратиме или имаме обврски кои што сме ги обеќале на некои луѓе или се нешто кое што едноставно сме ветили дека ќе го направиме и не сме го направиле. Да го земеме тоа како одговорност. Колку се чувствуваме слободни кога нема да го испочитуваме тоа? Не се чувствуваме убаво самите ние. Видите, кога ќе завршиме нешто, во една од претходните емисии разговаравме на тема како да ги завршуваме работите. Сме почнале да работиме нешто, можеби сме дел од некој колектив и сега сакаме да ја смениме одлуката и не сакаме веќе да играме таа игра. Но колку убаво ќе се чувствуваме во колку го напуштиме тоа работно место на доследен начин, со целосна посветеност, без горчина, да допринесеме на околината на која што некогаш сме биле, можеби дел од тој тим и едноставно сме се дале како луѓе. Колку е поубаво кога некој пример, некој работно место сакате го напуштите или сте добиле подобро работно место, не е идејата да почнеме да ги укривуваме другите за работите кои што ние треба да ги завршиме, затоа што тука нема слобода. Гледате, мораме да го завршиме нештото за кое што сме преземели одговорност, да го завршиме тоа како акција и се од кое што бегаме, да се довратам на претходното прашање, едноставно ќе не гори. Ние можеме да бидеме слободни од другите луѓе, но многу е битно да бидеме слободни од нас, од нашата подсвест, од самата наша совест, поради тоа што за се она нешто кое што го правиме, кое што можеби не е добро, или кое што нема си го реализираме дадениот збор, или она
не го завршиме тоа за кое што сме сакале да го завршиме. Значи, многу е битно едноставно да ги завршиме обврските кои што ги имаме, можеби и еве да кажеме обврските во текот на денот. Сме сакале да постигнеме некои мали работи и да го земеме тоа како некоја одговорност. Колку по-слободно се чувствуваме на крајот од денот кога ќе постигнеме и ќе ги реализираме се тие мали чекори кои што сме требале да ги направиле, едноставно да ја постигнеме целта која што секогаш сме сакале да ја постигнеме во животот. Замислете, имате луѓе кои што сакале да направат некои работи или кои што почнале да прават некои работи, се соочиле со бариери, со препреки, едноставно се откажале. Често пати не прогонуваат тие работи, едноставно не тераат да мислиме дека не сме успеале, не сме го завршиле. Многу поубаво и поголема слобода ќе имаме кога ќе преземеме одговорност за нашите акции и работите кои што треба да ги завршиме. Или можеби имате во фамилијата луѓе кои што бегаат од своите обврски. Гледате, луѓето кои што бегаат од обврските обично се прогонувани од околината да си ги завршат тие обврски. Имате некои, можеби, не знам, во фамилијата луѓе кои што ги превземаат обврските и ги завршуваат. Имате други луѓе кои што едноставно бегаат од обврските кои што тие ги прифатиле како такви. Сите оние кои што бегаат од своите обврски кои што ги прифатиле, околината почнува на некој начин да ги прогонува да го завршат тоа и тие се чувствуваат неслободни, се чувствуваат дека имаат притисок од околината. Но кога го прифатиме тоа како наша одговорност, ги завршиме тие обврски за кои што сме дале збор дека ќе ги завршиме, тогаш едноставно не може околината да не прогонува или да не наметнува нешто поради тоа што едноставно е завршено, едноставно сме го средиле тоа и се чувствуваме слободни поради тоа што сме ги завршиле работите. Се враќаме и продолжуваме со денешната тема. Зборуваме за тоа како да се чувствуваме навистина слободни и како да ја зголемиме нашата способност. Со нас секако и понатаму доктор Жарко Костич, мотивационен говорник, од кого ги бараме одговорите и на оваа денешна тема. Жарко, продолжуваме на оваа интересна тема и секако имаме уште прашања на кои што бараме одговор од вас, па би сакала да знам колку негативните постапки кои што ги превземаме во одредени ситуации знаа да ја намалат нашата слобода. Кога ќе направиме нешто кое што не е добро, гледате, секој еден од нас е свесно битие и знае дали направил нешто што е добро, согласно со неговите морални и етички кодекси и така натаму или не. Кога ќе направиме нешто кое што не треба да го направиме, едноставно тоа влијае на нас. Или за да го намалиме тоа, ќе сакаме да го оправдаме, но секогаш оправданието е со цел да го намалиме прекршокот кој што знаеме дека сме го направиле. Во тој случај не сакаме некогаш да преземеме одговорност, но тука е проблемот. Гледате, секогаш кога сме направиле нешто и знаеме дека сме го направиле, треба да преземеме одговорност за тоа. Многу често сакаме да се гордееме со убавите работи кои што сме ги направили, тоа не прави се чувствуваме убаво. Но некогаш во животот ќе донесеме погрешни одлуки, ќе направиме некоја работа или акција која што не е најсоодветна. И треба да имаме големени доблест да го признаеме дека тоа што сме го направиле не е во ред. Треба да го признаеме, можеме да го искомуницираме. Во колку не го направиме тоа, почнуваме да се јадеме. Едноставно немирна ни е совеста, не спиеме убаво како што треба и самото тоа не ни дава мир и не ни дава слобода. Колку е убаво кога имате некој човек, ајде да го земеме работното место, или можеби домот, или како и да е, кога ќе направи нешто, едноставно ќе ја признае својата грешка. Гледате, нема што да биде прогонуван, нема што да крие. И тоа е тоа кое што ни дава слобода, кое што ни дава мирна совест, кое што не прави да се чувствуваме убаво. Воспротивно, гледате што се случува, почнуваме да стануваме ефект во животот. Ако не признаеме дека сме сгрешиле, имаме тенденција да го оправдаме тоа, ако го оправдуваме, почнуваме да критикуваме некој друг. Така, или ајде да оземеме кавги во домот, помеѓу сопругот, сопругата, помеѓу шефот и вработените, кога некој човек не сака можеби да признае одговорност за нештото што го направил, често пати знае да критикува, едноставно да е огорчен кон околината и така натаму, но во тој случај почнуваме ние да бидеме ефекти, велиме како околината нешто нам ни прави. Во колку превземеме одговорност за тоа негативно кое што сме го направиле, едноставно продолжуваме да бидеме причинител во животот и повторно почнуваме да бидеме креативни. Нема ништо лошо во тоа да се преземе одговорност, едноставно тоа е доказ за големината на еден човек, за неговата свесност и така натаму. Така да тоа е многу битно, едноставно да сватиме дека
Не секогаш во животот правиме се најдобро, но убавото е да ги коригираме работите. И тогаш животот не сака нас, тогаш животот ни дава потврда и тогаш продолжуваме да ја развиваме нашата свест и големини, тогаш луѓето почнуваат и продолжуваат да ни веруваат. Поради тоа што гледаат во нас човек на кој што може да му дадат контрола, некој на кој што може да му веруваат, поради тоа што човекот може самиот да се коригира и да се контролира себе си. Колку е убаво да видите со некој човек на кој што можете да му верувате, а како му веруваме? Ако имате некој човек кој што ќе признае дека сгрешил, барем јас можам секогаш да му ја дадам вербата поради тоа што знам дека самиот тој успел да види дека можеби него направил најдоброто за таа моментална ситуација, но тој човек ви кажува дека има контрола. И тоа е тоа што е убаво. И тоа е убавината. И тука се повторно развива хармонијата во семејствата, хармонијата во колективот. И мислам дека, знаете, кога човекот има одговорност за нештото, тогаш има и контрола, тогаш е повторно причина, тогаш има хармонија и добра комуникација со луѓето, поради тоа што се она за кое што комуницираме, кое што сме волни да го кажеме, е нешто за кое што сакаме да преземеме одговорност. Тонската скала често ја користиме во нашите разговори, па веројатно дека и со слободата можеме да ја поврземе. Како е поврзана слободата со тонската скала и дали можеби оние кои што се наоѓаат високо на тонската скала се најслободните? Тонската скала е фактички волноста на човекот да биде дел од животот и да биде дел од животот како игра. Луѓето кои што се повисоко на тонската скала го гледаат животот како игра. Гледате и гледаат како да искористат слободата за да ги надминат препреките. Како животот тече, рековме дека неуспесите, негативните работи кои што ќе ни се случат во нашиот живот оставаат трага во нашата потсвест и како собираме негативни искуства, болни искуства, трауми, едноставно почнува таа потсвест да не ги навраќа тие негативни искуства, да не плаши, да не прави предпазливи во играта на животот и така натаму. Видите, луѓето кои што се повисоко на тонската скала едноставно го сваќаат животот позабавно, порелаксирано, се поголеми причинители и гледаат во слободите и ги користат слободите, гледаат решенија наместо да ги гледаат проблемите. Како паѓаме по тонската скала, фактички луѓето почнуваат да гледаат се повеќе во препреките, ги прават значајни многу проблемите. Видите колку еден проблем ќе го направите значаен, толку го правите поголем, толку го правите посолиден, толку го правите поцврст. Колку повеќе гледате во слободата како нешто кое што е значајно, тоест решението, тоест знаењето. Видите, знаењето не мораме да го добиеме само од учење. Ние кога ќе се впуштиме да сме дел од животот, животот ни дава знаење. Ако ние влеземе во играта на животот, можеме да наидеме на препреки, можеме да идеме на бариери, можеме да наидеме на проблеми, но сето тоа ни дава знаење. И тоа знаење можеме да го користиме како способност во наредниот обид повторно да влеземе и да бидеме дел од животот и да играме играта која што ја сакаме. Исто така луѓето кои што се високо на тонската скала ги одбираат игрите кои што сакаат тие да ги играат. Видите, за да бидете одговорни за некоја игра во која што сте впуштени, мора да имате вие удел во одлуката која што сте ја донели. Колку често имаме наметнати цели, наметнати игри. Во тој случај не сакаме да сме одговорни за нашата игра. Видите, имате некогаш наметнати работи, треба да бидеш тоа, треба да преземеш оваа цел, ова е битно да си во твојот живот, можеби човекот не сакал да го одбере тој идентитет, не сакал да одбере таа игра. Но поради склоп на нештата, подпуштил под притисок, едноставно ја одбрал таа игра. Често пати луѓето кога тоа ќе го направат не се волни и не се одговорни да ги надминат препреките. Колку убаво кога некој сам ќе ја донесе одлуката што да биде во животот, што да твори во животот, што да прави во животот, тогаш има поголема одговорност за надминување на препреките кои што на патот ни наидуваат. Така да, многу е битно за да чувствуваме одговорност, а со самото тоа и да сме одговорни за нашата слобода, да ние го направиме изборот во која игра ќе бидеме. Често пати во животот знаеме да се соочиме со околина и ситуации каде што едноставно ни се ништат нашите одлуки, нашите способности. Значи, некогаш како паѓаме по тонската скала, зборевме и за луѓе кои што има тенденција некогаш да не критикуваат, да ни валидизираат, да ни ги потенцираат само маните.
а никогаш да не ги нагласат позитивните карактеристики. Рековме дека тие други луѓе треба да ги разбереме, поради тоа што животот едноставно бил груб и суров и кон нив. И поради тоа и се однесува така. Но кога сме во таква околина, гледате, тогаш способноста наша се редуцира. Погледите ни се омаловажени. Знаењето ни се обезвреднува и тогаш е тешко да играш таа игра. Поради тоа што баш таа слобода почнуваме да ја губим, баш тој слободен дух почнуваме да го губиме. Високо на тонската скала имаме таа слобода, не ни размислуваме дали ќе сгрешиме или нема да сгрешиме. Но во колку имаме во околината луѓе кои што се со самите тие да имаат многу загуби, многу трауми во својот живот, тие ќе почнат да ви даваат акценти, да почнат да ве плашат дека можеби нема да успеете. И тоа предизвикува да ставаме акцент на проблемите и на стоповите, а не на слободата. Решение е да научиме зошто тие луѓе се чувствуваат или се однесуваат така и како да ги кренеме по скалата на емоции. Поради тоа и мислам дека вистинската слобода баш се базира на тоа да ги разбереме другите луѓе, како да знаеме зошто тие се однесуваат така, како да не дозволиме нивните постапки да влијаат врз нас, а при тоа да не бидеме груби или да не бидеме лоши со нив, едноставно да ги разбереме, поради тоа што мислам дека човекот доколку разбере нешто, фактички ја почувствува тој вистинската слобода кога ќе разбере зашто и од каде потекнуваат причините за нешто. Го споменувате знаењето и разбирањето. Колку всушност знаењето и разбирањето знаат да ни помогнат и да бидат битни во постигнувањето на нашата слобода? Знаењето и разбирањето е многу битно за да ние имаме мир и слобода. Замислете се бориме против некој човек кој што мислиме дека има негативни влијанија врз нас. Колку повеќе се бориме против нешто, толку повеќе ние влагаме во тоа нешто. Видите, колку повеќе се бориме против некој идентитет. Ајде да кажеме имаме мајка или татко против кој што се бориме поради тоа што мислиме дека негативно влијае врз нас. Тоа е причината зашто почнуваме на крај да наликуваме на нив. Се против кој што се борите, се на кој што му пружате отпор, го привлекувате до вас, вклучувајќи ги идентитетите. Се борите против вашата мајка, се борите против вашиот татко, имате, не знам, девојка која што се борела против нејзината мајка која што и бранела едно, друго, трето. И многу често, не секогаш, секако, имате на крај истава жена која ќе порасне, ги има истите ставови како што ги имала мајката и ги има истите ставови против кои што се борела. Зошто е тоа така? Поради тоа што ако не го разбереме тоа, зашто е? Зашто таа жена се однесува така? Тогаш почнуваме да се бориме против тоа. Она против кој што се бориме, обично има тенденција да дојде до нас, да ни се приближи и да станеме баш таков идентитет против кој што се бориме. Битно е да разбереме зошто, кои проблеми тие ги имаат, зошто се загрижени за нас, кои искуства од минатото влијаат врз нив, зашто баш така се однесуваат кон нас. И ако го разбереме сето тоа, ако имаме волност да навлеземе во длабочината на разбирањето на умот, на духот, на животот и така натаму, и за тоа убава филозофијата, кога ќе почнеме да разбираме зашто и од каде потекнуваат дадени фактори, зашто луѓето се однесуваат така кон нас. Дали е тоа поврзано со нас? Дали ја го предизвикувам со моето однесувањето кое што, не знам, сега се рефлектира негативно врз нас. Сето тоа има големо влијание, ако навистина разбереме зошто, тоа ќе постигнеме вистинска слобода. Доаѓаме до самиот крај за денешниот разговор и тука секако сакам една мисла, односно цитат да ја споменам, која што вели дека доколку не ни е грижа што останатите луѓе мислат за нас, можеме да постигнеме високо ниво на слобода. Има ли вистина во ова? Мислам дека не треба да се грижиме што другите ќе кажат за нас, во колку имаме нешто во кое што веруваме, нешто кое што е коректно, нешто кое што е добро, нешто кое што сме го одбрале како цел. Не значи дека сите одлуки кои што ќе ги донесеме се добри за или другите луѓе ги сметат дека се добри за нас. Треба да се следиме тоа што ние го сакаме, тоа што ние имаме желба да го постигнеме, баш поради тоа што баш за тоа и имаме одговорност. Можеби професијата која што сме одбрале, можеби ставот кој што го имаме, едноставно не им се допаѓа на другите луѓе, но не можеме да се чувствуваме слободни, не можеме да се сакаме себе си во колку се обидеме да им се допаднеме на сите. Тоа не значи дека треба да не сме пријателски расположени со околината и тоа треба да го нагласим. Но од друга страна треба да се веруваме на себе си. Треба да го зацртаме патот кој што ние мислиме дека треба да го одиме и целта која што ние мислиме дека треба да реализираме. Од тоа зависи сигурност и самодовербата. Да не потклегнеме на притисоците на околината и што е тоа што мислиме дека треба да го правиме и што е тоа што мислиме дека околината мисли дека е добро за нас. Ние знаеме што е добро за нас.
Но навистина мислам дека треба да имаме конструктивна цел. Треба она што на кој што ќе му се посветиме да го правиме треба да е добро за луѓето, треба да е добро за околината, треба да е добро за фамилијата, треба да ни носи опстанок. Сега, доколку сме убедени дека тоа е добро, треба да си го задржиме тој пат и треба да успееме да избуткаме таа цел до крај. Поради тоа што можеби, не знам, околината нема да не прифати, но многу е битно. Ние нема да ја сакаме околината ако не се сакаме себе си. Ако почнеме да правиме компромиси со битни работи во нашиот живот, нема да се сакаме себе си. Ако не се сакаме себе си, тешко е да ги сакате другите, поради тоа што вие нема да бидете среќни. Ја нема сум среќен ако направам компромис со тоа што мислам дека треба да го творам, да го креирам, да го правам во мојот живот. Кога јас сум среќен, кога ги постигнувам резултатите за кои што мислам дека сум тука. Зборувавме за животната цел. Ако ја реализирам целта за која што сум тука, ако сум продуктивен денес, ако ги надминувам препреките, ако имам игра во која што сум вклучен по моја желба, за која што сум одговорен, тогаш на крајот на денот ќе се чувствувам убаво. Ќе дојдам дома, ќе бидам многу конструктивен за фамилијата, за пријателите, за групата, поради тоа што сум среќен. Ако постојано секој ден го живеам со идеја дека правам компромис со нештото, нема се чувствувам убаво, нема ни да бидам продуктивен, нема ни да сакам да го правам тоа што го правам. А тука не се чувствувам ја убаво, нема се чувствува ни околината убаво поради тоа што ја не го вадам најдоброто од себе си. За себе си и за околината. Но мислам дека е погрешен ставот дека треба се целосно занемари околината и што тие мислат. Поради тоа што гледате, имаме дадени работи кои што се генерални работи на согласност. Пак да нагласам, тоа не значи дека треба да правам компромис, но исто така и не значи дека јас ќе го терам својот пат и воопшто нема да ми е грижа што ќе каже татко ми, мајка ми, пријателите и така натаму. Мислам дека треба да го држам својот пат, но исто така треба да преземам одговорност со многу комуникација, со многу разбирање за нив, да им објаснам зошто тоа сум одлучил да го правам, иако не секогаш мислам дека треба да едноставно да даваме отчет за тоа што го правиме животот, што го правиме во животот на секого, но од друга страна имате многу добри луѓе околу вас. Точно е дека има луѓе кои што некојаш негативно влијат, иако и тие можеме да ги разбереме, поради тоа што во суштина секој човек длабоко во себе е добар, но пак ќе кажам, подсвеста, работите што му се случувале влијаат на него и тие пак влијаат на нас. Не можеме да се подредиме и да ги задоволуваме стравовите и желбите на сите други, а при тоа се занемариме себе си и својата цел. Но мислам дека треба да преземеме и tekako одговорност за нашата околина, за луѓето околу нас, не на секој да му даваме отчет за тоа што го правиме, но од друга страна, воколку целосно се изолираме од таа околина, воколку не сме во комуникација со неа, воколку не се грижиме за нив, воколку со нашите постапки не покажеме дека се грижиме за нив, тогаш се изолираме од таа околина, никој не може да живее сам. И мислам дека тоа е грешка и таков човек ќе се бори секогаш за својата слобода, а од друга страна можеби не сваќа дека ќе нема потреба да се бори толку многу за својата слобода, воколку со комуникација и со голем афинитет, емпатија е така да кажам, афинитет, разбирање за другите, не се потруди да им објасни на својата околина зошто тој баш го одбрал тој пат и како мисли дека другите може да му помогнат да ја оствари целта која што самиот тој мисли дека е за доброто на сите луѓе. Жарко, ви благодарам за сите овие одговори на оваа наша денешна тема. Верувам дека им помогнавме на гледачите си како им дадовме интересни одговори, а доколку останавме куси, секогаш на располагање со социјалните мрежи, а ние веќе со вас се гледаме со нова интересна тема за една седмица. Благодарам Сања, благодарам за нашите гледачи. Се надевам дека објаснивме дека стварно клучот на слободата е разбирањето, е комуникацијата, е волноста да се преземе одговорност, волноста да се помага, исто така и волноста да се преземе одговорност за својата цел во животот и да не се запостави таа. Доколку останавме куси, недоречени, повторно ќе кажем, обратете се на социјалните мрежи. Секој сум волен да слушнам од вас и да помогнам во работите во кои што може. Имајте убав ден.
Тука ја завршуваме денешната откриени тајни и секако ве поканувам веќе следната сабота повторно во 11 часот да ја проследите најновата откриени тајни. А во меѓувреме, доколку секако сакате да ја погледнете оваа емисија, можете тоа да го сторите на социјалните мрежи, на Facebook и веб страната на Телевизија 24 и секако на Facebook страната на доктор Жарко Костич. Ви посакувам пријатен и убав ден и секако останете на Телевизија 24.